Во студиото имаме дете, така рече Јована, и мора да го расположиме. Дете љубопитно кое што прашува за многу нешта и добро е што едно дете е љубопитно, што сака да знае, прашуваше какви прашања ќе ми поставите, а колку ќе трае разговорот. И рече, ама немој тимиња да кажувам. Да, Стефан Тренецки е гостин ова утро, нов сериозен талент во нашиот автомобилизам, кој што има 17 години, меѓутоа првата трка ја возеше на 16 годишна возраст. Ќе ги дознаеме сите детали во продолжение. Добро утро, Стефан. Добро утро и на вас. Благодарам за поканата. Во секое време ова е место каде што ги представуваме сите наши таленти и оние од кои што очекуваме да постигнат нешто во спортот, автомобилизмот нели е дел од спортското милје. Стефан, што досега можеш да издвоиш како впечаток од овие 4 години кои што си заедно со автомобилизмот официјално, нели прво виртуелно, а потоа и реално? Јас би рекол дека виртуелното возење е 90% од реалноста. Буквално се е исто, освен брзината и адреналинот, но би рекол дека, од моје искуство би рекол дека тоа е одличен тренинг и најдобар тренинг за да се спреми еден возач за во тркачка кола. Каков беше првиот впечаток со автомобилот, со автомобилизмот, нели? Знаеш, преку виртуелното и преку она што го поминуваше со тренерски сениор. На трките додека тој возеше, Владимир Таткоти, ќе го поздравиме во оваа прилика, кој ќе каже дека Стефан е далеку поуспешен од мене, а Стефан не ни почнал се уште да вози, така што сигурно и тој го гледа потенцијалот во тебе. Каков беше првиот впечаток во автомобилизмот во реални услови? На која патека и каков беше резултатот? Не чувствуваше никој страв? Нормално го чувствував страв, но со адреналинот тој страв само што ја запали в колата више го. Во моментот кога ќе престанеш да се плашиш, престани да возиш. Да. Но само што го запали в автомобилот, добив многу адреналин, осетив многу адреналин, но како тргнав, кога влегов на патеката, си реков ова е скоро исто како и виртуелното, но секогаш има разлики, тука има ризик за удар, знаете, сепак е многу опасен спорт, но брзо после неколку круга јас више се осеќав како да сум го правел ова повторно. Добро, верувам дека не само талентот, туку адреналинот, љубовта, се буквално е пренесено од твојот татко. Верувам дека е твојот идол на некој начин во отварање на патот во автомобилизмот, но што вели мајка ти? Ти дозволува? Што е ова? Што со брзините, со опасноста од спортот, со вели каде Стефан и ти? Немаше потреба. Каде тргна Стефан? Сака да каже Јован. Да. Кај мајка ми нека го проаѓам, ама кај баба ми кога ќе слушне толку ми е. Тешко. Проблем со дамите во семејството, нели? Не, сериозно, постои некаква пречка, некој... Па не мора да е пречка, туку некакви совети зошто синко сега, зошто баш ова мораш или внимава и така натаму и така натаму. Знаете, секогаш ми викаат дека тоа е опасно и дека треба да пазам, но мислам дека моите родители, моето семејство, мојата фамилија се сите многу ме поддржуваат многу, како и моите пријатели, така да немам некои пречки кога се однесува до фамилија. А колку си ти свесен за тоа како треба да се однесуваш додека си на патеката? Па сум свесен. Јас сум возел нели виртуелно, но се надпреварувам на светски надпревари каде што има правила, каде што истите правила се користат и во живо, така да мислам дека знам што размислуваш? Или на толку голема брзина не се размислува на ништо? На таа брзина, знаете, имате одредено време за мислење, така да мислам дека ако не мислиш си побрз, ако влезеш во моментот, така да на што размислуваш? Нема многу мисли. Па, морам да се фокусирам на Што ти поминува низ глава? Па, внимавај. Следниот свиок или? Не. Ако влезам тука побрзо ќе добијам поише, ако влезам тука побрзо ќе добијам позиција и така. На следните чекори, да, на следните чекори, но и на победата. Како ќе се осеќам после победата. И како се чувствуваш после победата? Како да сум кралот на светот.
на оваа возраст. Муџело ни помалку ни повеќе првата трка, потоа ЦЕС Академија надпреварување од 40 учесници се пласира во финалето. Твинго Куп стипендија доби за 2025-та. Пласманот во картинг трките, пласманот на виртуелните Формула 4 трки, фитнесот, физичката подготовка, сето тоа се зема во предвид, па како ќе го сублимираш ова што ти се случи во овој краток период? Јас отидов спремен, бев спремен да победам кога отидов на таа академијата и не се откажував. Знаете, јас се спремав дома, вежбам фитнес многу, вежбам на симулаторот, ја учев патеката на симулаторот и патував над 2000 км, скоро 2000 км до Чешка, така да на моите конкуренти им реков, јас сум дојден од Македонија, ми требаше цел ден да дојдам до овдека, така да дојден сум и спремен сум да ја победам. Како те прифаќаат со оглед на тоа што сте на возраст која што е сензитивна, тинеџерски години, возраст на која што децата, вие сте се уште деца, да не заборавите, и ти и твоите што и да се, нели, конкуренти, колеги или како и да се нарекувате меѓу себе, како реагираат на тебе со оглед на тоа дека доаѓаш од средина која што не е многу позната, одиш таму во некоја си поразвиена средина од аспект на автомобилизмот, па и од многу други аспекти. Како те прифаќаат? Како те гледаат? Го чувствуваш ли? Што чувствуваш кај нив? Прво, возачите имаат изострено чувство во секој аспект. Што чувствуваш кај нив? Прво, јас многу не ме интересира што мислат другите конкуренти за мене, но само сакам да ви кажам дека кога си дојден од една средина каде што нема толку можност да се успее во моторспортот, желбата за победа мислам дека е друга и затоа јас мислам дека пробувам многу повеќе од другите за да победам. А во врска со возраста има доста многу млади таленти како мене, што се дури некои се и помлади, некои се и постари. Генерално јас се такмичам, се тркам со постари, доста постари од мене, но тоа е само моја предност. Мојата возраст е моја предност затоа што ја не сум до најдоброто деден, до мојот потенцијал. Сензитивна е возраста, 17 години, само мислите дека можете се, а всушност многу малку можете од оно што мислите дека можете да го направите. Добре, јас го слушам внимателно, наистина си многу и самоуверен и сигурен каде сакаш да одиш, што сакаш да постигнеш. Кажа дека физички се подготвуваш. Колку сметаш дека менталната и психолошката подготовка рамо да рамо со физичката треба да одат? Разговараш се, советуваш со некого? Да. Како го тренираш умот? Кој што веројатно и во клучните точки, нели следните чекори, е пресуден во донесување на одлуката. Мислам дека менталниот аспект во автомобилизмот е број 1 за да дојдеш до успех, но треба да си физички спремен, многу физички спремен, што помага и со менталитетот. Така да, знаете, во колата внатре околу 40 степени, затоа што нема клима како во обична кола и треба да си многу фокусиран, а за да си фокусиран треба да си физички спремен, така да јас многу вежбам на тоа, многу тренирам и сум спремен за било каков предизвик. Браво. Колку трки извозе до сега официјално? Две. Една официјално, другата не беше баш трка, беше академија, но таа ми беше побитна, да речеме, затоа што ми овозможи да земам стипендија за... На патеката Мост. Да. За таа трка зборуваме добро. Победа, да. Ќе кажеме, победа, што не е за подценување и покрај тоа што е академска победа, меѓутоа се тргнува од тука, нели, од образованието. Како понатаму? Ова следнава година, 2025-та, сакам да земам титула во Твинго Куп и потоа да продолжам со Клио Куп за наредната година. Тоа е тој Твинго Куп што кај нас се вози наназад неколку години, тој истиот Твинго Куп, таа сениорската конкуренција? Нова Еврокуп, сум околу 40 учесници. Така да има многу повеќе конкуренција, но мене тоа не ми е некоја... Не ми е страф од конкуренцијата, туку сум баш повеќе мотивиран да работам повеќе на мене. Во кажа, годините се твојата предност.
Така што верувам дека ова само е почеток на се она што следува од тебе. Стефан, ти благодариме што дојде ова утро. Безбедно возевте низ Скопските улици, ти дозволува Владимир да седнеш зад воланот или се уште не? Немам возачка уште. Па добро, тоа не е пречка за многумина да не возат. Тоа е пречка за многумина, не е пречка за многумина да не седнуваат зад воланот тоа што немаат возачка дозвола. Образувај се во автомобилизмот, посветувај се на психологијата, на физичкото здравје. И чувај се. Чувај се, внимавај, секогаш има следна трка. Ти благодариме што беше тука со нас и ти посакуваме многу успех и многу среќа, па дај Боже за некое време да донесеш некое пехарче кое што нема да го собере. Ќе го паркираме и твингото, тоа е малечко. Има просто. Ти благодариме. Фала и на вас. Благодариме.